Добар ден и од мене, почитувани гледачи. Јас сум Кристина Атовска, а во овој последен дел, во овој пресек од отвореното студио, ќе разговараме со господинот Зоран Атанасов, директор на Агенцијата за храна и ветеринарство. Разговор кој го најавивме уште во саботата, а ќе разговараме за новиот предлог закон за ГМО храна, што тој предвидува и што тој значи. На интернет се појави и петиција на која граѓаните бараат да се соберат 10.000 потписи за да се стопира овој закон. Господин Атанасов, добар ден, добро дојдовте во студиото на 1 ТВ. За почеток, што предвидува предлогот кој вие го поднесовте? Добар ден, значи, до вас и до гледачите. За почеток, значи, дел од законот, законските измени што се предлагаат, предвидува да се врати стариот член од законот кој што беше дозволен да се, значи, произведува прехранбени производи, да се пуштат во употреба, дистрибуираат и пуштат во промет, како и, значи, увоз на генетски модифицирана храна. Во самиот член од законот, во кој што е воведена забраната, добро стои дека истиот член ќе важи, забраната ќе важи до влегувањето на Република Македонија во Европска унија и членството на Европска унија, што цениме дека не е вред, дека и сега има услови за тоа да се направи. Во петицијата која е поднесена, која сега во моментов се уште е активна на интернет, се вели дека Европската унија не налага такви закони, туку дозволува на земјите членки сами да одберат дали сакаат или не сакаат ГМО храна во своите држави, а голем дел од европските држави не дозволуваат ГМО храна. Значи вака, ако добро погледнете во Европа што се случува и препораките на ЕФСА и самата регулатива на Европска унија, ќе видите дека таму не се забранува све вкупно, него се оди по случај по случај. И ако забраните се дават случај по случај, не генерално. Иако морам да кажам веднаш дека во 2015 се случи еден тренд, 5-6 држави прогласија забрана за култивација на генетски модифицирани организми. Значи, пред се мисли на растенија. Меѓутоа, веднаш ќе нагласам. Овој закон за безбедност на храна не е тангира ова работа. Култивацијата се регулира со законот за генетски модифицирани организми и дел се регулира со законот за семенски материјал. Меѓутоа, тоа значи дека во оптек овде ќе има храна која содржи генетски модификации. Во моментов нема. Да. Ако добро се сеќавам, август месец беше кога ги откривте сојата и што беше презлите од сојата и оризот. Значи, вие до сега тоа го забранувавте. Да, законот не обврзува да браниме, затоа што е законско решение такво донесено. Сметате дека производството на ГМО храна не е штетно? Сметате дека ГМО семењата не се штетни за здравјето на луѓето? Значи, да не ги мешаме се семењата и ова. Збориме храна која што се конзумира, произведена, технологија процесирана во една фабрика, како еден колач кој содржи состојка една, значи кој во себе има ГМО, значи ГМО инженеринг. Во светот се уште нема доказ дека таквата храна е штетна по здравјето на луѓето. Значи, науката треба да ги води работите, а не другите фактори. Дали вие побаравте научни мислења, експертизи врз? Значи, вака, оваа година се одржаа 2 состаноки на Советот за Националниот совет за безбедност на храната. На двата состаноци беше разговарано за ГМО храната. Мислам, една од темите кои се разговара беа тие. И беше констатирано дека воопшто нема опасност по здравјето на луѓето, тоест последици нема да има. А исто така и беше нагласено дека со овој закон за безбедност на храна не се регулира култивацијата, култивација се регулира по законот за генетски модифицирана храна. Да им појасниме на гледачите што значи дека сега во моментов е дозволено да се произведува. Во моментот според законот за генетски модифицирана храна е дозволено да се култивира во Република Македонија генетски модифициран организам, како и во закон за семенски материјал е дозволено да се увезе таков семенски материјал. Така, тоа не се прави само затоа што продажбата е забранета. Не се прави затоа што тие може да го произведат, меѓутоа не смее да го пуштат во промет затоа што закон за безбедност на храната го брани тоа. Инаку,
сето тоа што ако погледнете во законот за семенскиот материјал и во законот за генетски модифицираните организми, ќе видите дека сето тоа е добро регулирано и има следливост, законски обврска има секој што ќе земе да произведе така храна, мора да се регистрира, мора да пријави и да се знае точно каде ќе заврши таа храна и во кои количини. Значи самиот технолошки процес треба на храната да се пријави. Ако се веќе прави, да речеме, од сојата или се употребува соја лецитин во некој колач или лебот, мора да го пријави во агенцијата тоа, за да се следи колку и како се употребува таа суровина, состојка и така начин во самиот производ. Предвидува овој закон и соодветно етикетирање, соодветно нагласување на тоа колку проценти ГМО. Значи тоа понатаму се регулира под законските акти, тоа се правилници. И идејата беше да тоа се прилагоди на стандардите на Европска унија. Таму е регулирано 0,9%, значи до тој прак на толеранција, да го наречеме, или трешхолд, да биде 0,9, како што и во повеќето земји од Европската унија. Значи, она што го споменавте на почетокот точно е, во одредени земји има, меѓутоа, за да забрането е, ако да речеме над 0,1% содржат таков, да го користат брендот слободно од ГМО, додека кај нас ќе бидат ослободени, да, до 0,9 не го обележуваат, меѓутоа над 0,9% ќе мора да биде етикетирано и да потрошувачите знаат што конзумираат. Само да кажеме Франција, Германија, Грција, Унгарија, Италија, Холандија, Данска се дел од државите каде што култивацијата е забранета. Да, не само тие, списокот може да ви каже дека е поширок. Поширок е тој. Централноевропските држави, што ние ги перцепираме за нели најразвиени. Да, во сите тие е дозволен увозот на ГМО храна. Така, во сите е дозволено. И сите процесираат и производуваат такви производи, прехранбени производи и ги пуштаат на пазарот. И под, ви кажав, еве, Германија спомнав, 0,9, меѓутоа, ако сакаат да користат ознаката слободно од ГМО, мора да биде под 0,1%. А дали ние сме правеле како држава, зборувам, истражување за оваа тема? Дали било кој од нашите институти, па еве и МАНУ, направил било какво своје истражување или се подпираме само на странската експертиза? Неам сознание во моментот да ви кажам дали има такви испитувања, можеби МАНУ нешто има работено, предпоставувам. Меѓутоа има експерти, знам дека на земјоделскиот факултет имаше една лабораторија, професорот Поповски таму работеше. Што, како, не би знаел. Би сакала едноминутно видео овде да побарам од режијата. Се работи за Джефри Смит од Институт за одговорна технологија. Едно мало објаснување за она што е ГМО. GMO, genetically modified organisms. They take genes from one species and force it into the DNA of other species. And they can mix and match between species that have never normally mated. So they have spider genes that they put into goats in the hopes that they can milk the goat to get spiderweb protein to make bulletproof vests. I'm not making this up. They've taken cow genes and put them into pigs so that the pigs have cowhides. They've taken human genes and put it into corn to make spermicide. And for the food we eat, there's two main categories. The herbicide-tolerant crops, they can spray them with herbicide and not kill them, or the pesticide-producing crops that produce their own toxic insecticide that if a bug bites those plants, it breaks open the stomach and kills them. So they're completely swapping genes between the normal species barriers, creating new organisms that were not part of the evolutionary process. На видеото видовме дека инсекти умираат од генетски модифицирана пченка во конкретниот случај. Дали е тоа вистина? Дали ако инсект касне од генетски модифициран производ во природата, во нива, ќе умре? Значи, дали ќе умре, то нема. Вако, знаме, имаше некои студии во кои што се популацијата на пчелите, како инсекти, нели, дека има влијание таквите врз популацијата. Меѓутоа, пак ќе кажам, овој закон за безбедност на храната нема врска со култивацијата. И тоа ние што го предлагаме. Многу земји прогласиле дека нема да култивираат, меѓутоа ќе увезуваат и ќе употребуваат за прехранбени производи да се конзумираат, да се стават во промет такви.
добро разбрав, па од оваа петиција, поголемиот проблем е што ќе се најде ГМО храната на македонскиот пазар, односно на софрите дека луѓето ќе почнат да јадат ГМО храна. А ако предпоставам доколку некој реши да одгледува и да ја извезува надвор, можеби не би ја имала оваа петиција. Така што веројатно ова е разговор само за надлежностите и во кој конкретен закон спаѓа, меѓутоа во моментов де факто не се јаде ГМО храна, а од следната година со тој закон предвидувате дека ГМО храната ќе се најде на македонските трпези. Значи, пак ќе кажам, и овој спотот што го гледаме филмот, што го пуштија, во науката се познати цисгени, генетско модифицирани организми и трансгени. И овде се зборува, моментално се зборува за трансгените. Да, беше прикажано. Дека се или токсични растенијата или е токсична земјата? За токсичност на земјата пак погрешно наведувате цела работа. Тука се криви затоа што се употребуваат пестициди и генетски модифицирана пченка или не знам пченица се прави за да биде отпорна на пестицидите. Ја ќе кажам, забранете го пестицидот, зошто ова го работите? Ако веќе толку сме совесни, сакаме, нека се забрани пестицидот. Да не се употребува пестицидот, да не се прска, нема потреба да се прави ГМО за отпорен на таков пестицид. ГМО семето на почвата, можете веднаш после одгледување на ГМО култура да засадите друга култура, што не е друго семе што не е генетски модифицирано. Јас не сум експерт во таа работа, па ќе прашате, значи има земјоделски инженери кои што тоа треба да го кажат и пак ќе влегуваме во полето на култивацијата. Во друга работа овде во петицијата велат чао јабучар, чао ајварка. ГМО ги имаат збришано локалните сорти на компир, пченка, пченица, просо и пример во Аргентина и Бразил. Мислите дека ќе наштети на домашните култури? Значи, не мислам затоа што да се воспостави да се направи такво нешто, се потребни средства да се направи таков ГМО организам. А од друга страна пак државата, ако погледнете, дава субвенции за органско производство, значи го субвенционира сето тоа. Во светот, да речеме, во Полска, ќе земам како пример, таму фармерите кои што одгледуваат ГМО, култивираат оствари површини со ГМО, тие се под специјален надзор на властите, значи се контролира процесот. Во Белгија пак имате друг пример, дека тие што одгледуваат ГМО, доколку настане загадување, тоест преку воздухот, опрашувањето на соседните површини, се должни да платат обештетувањето и учествуваат со еден фонд, пари им даваат на тие што одгледуваат органско. Иначе во светот, еве се пак ќе кажеме за органско го спомнав. Постои некаква штета. Го спомнав органското, не погрешно ги врзувате работа. Органското, во органското можете да го декларирате како органско и што има 0,9% ГМО. Како ако има ГМО? Па, по правилниците што ги има во светот може тоа да се декларира така органско производство. Значи и храна што е органска, што ние мислиме дека целата органска работа може да се одржи ГМО. многу погрешно се импретира насекаде. Сакам да кажам дека она што овде по законот што го ние измени што го предлагаме, значи за тој дел тврдам дека досега нема штетни влијанија, значи таа храна нема штетни влијанија по здравјето на луѓето. А зошто не е предвидена и обврска да се истакне и помал процент на ГМО? Или нема потреба луѓето да знаат ако има помал процент од овој што вие го соопштите? Значи идејата беше да се ускладиме со прописите што се во Европска унија, тоест грото земјиште ги имаат прифатени, за да може и на некој начин трговијата да оди разменати. Затоа што и СТО, Светската трговска организација и во светот сите прават притисок да се усогласат ставовите за да може да се трговијата да биде олесната. И Кодекс Алиментариус има еден напредок направено со кој што исто препорачува да со тој 0,9% да се бележи храната, што има над тоа. Значи постигнат е консензус преку Кодекс Алиментариус да таква храна се бележи. Ќе побарам овде од режијата да ги пушти инсертите кои ги подготвивме. Се работи за збир од инсерти од глобални протести кои се одржуваат во над 300 градови во светот секоја година од 2013 година па се до минатата. Секоја година земаат се поголем замав и се протестира во повеќе градови. Во дел од нив против самата генетски
генетски модифицирана храна, а во дел од нив против она неозначување на храната дека е генетски модифицирана. Дали вие ќе се откажете од овој закон доколку јавноста изврши притисок? Дали мислите да се откажете доколку успее петицијата и доколку сепак соберат над 10.000 подписи? Значи, вака, да појасниме се како одат процедурите. Ние сме само предлагач. Понатаму оди на влада, после влада, ако го усвои владата, оди на собрание. Доколку собранието го изгласа, зошто сметате дека треба овој закон да се донесе? Што ќе придонесе? Ќе се зголеми економијата, обртот, увозот, извозот. Зошто е добар, зошто е потребен еден ваков закон? Значи, тоа е економијата ќе може да се работува и полесно се тргува, а од друга страна не е штетен по здравјето на луѓето. Пак кажам, значи ние ставате вештачки, не е научно докажано, не е научно докажано дека е штетна. Меѓутоа не е ни научно докажано дека е нештетна. Ама како ќе прогласите нешто дека е штетно кога немате доказ дека е штетно? Меѓутоа немаме доказ ни дека не е штетно. Ама видите, вие цигарите ги имате кои што се штетни доказани, па ги имате да ги купите право означени. Се пишува на нив, нели, штетно може ова, па сликите се стави на цигарите и може да си ги купуваат луѓето и давен изборот да ги купат. Само ќе ви кажам, речеме, Швајцарија дозволи, меѓутоа, бидејќи немаше интерес на потрошувачите, не ги купуваат тие производи, едноставно стави забрана. Јавноста ги избојкотира таквиот производ. Меѓутоа не сопре процесот, него сопре процесот, него правото на потрошувачот. Ако има совест, ако сака да купи, ќе купи, ако не. Значи сега ќе биде оставено на слободниот пазар и за тоа кој ќе успее да се избори. Суштината е фактички да потрошувачот биде запознает со тоа што ќе го купи или ќе го конзумира. Значи верувате дека ова нема да успее доколку народот се одлучи да не успее и го бојкотира. Значи народот ако не го купува, понатаму нема да има интерес да се произведува, тоа нема да се продава. Значи типичен класичен пример е Швајцарија. Добро, ние сме многу далеку од швајцарското општество. Ја би сакал што поблизу да ви кажам за тоа општество. Сите би сакале такво нешто, меѓутоа сепак сме поблиски до некои други земји, за жал. Дали очекувате да се случат вакви протести кај нас? Бидејќи кај нас досега не се ни зборувало за оваа тема, можеби затоа што граѓаните мислеле дека нема потреба за тоа. Никогаш не се продавала ГМО храна овде, не се наоѓала во продавниците, така што можеби е тоа тема што вешто сме ја избегнувале сите ние како општество, меѓутоа еве сега се наметна од како вие го објавивте ова. Значи вака ќе објаснам, значи кога бев назначен, уште почетокот почнав разговорите со одредени лаборатории дали може да акредитираат таква метода. Значи лабораториите се акредитирани, меѓу треба да акредитираат метода која што ќе се детектира или испитува квантификација, тоест процентот на ГМО храна во самиот производ. Знаејќи дека претходно се нема работено, нормално, ако не испитувате, ако не барате, нема да најдете. Меѓутоа, познавајќи во светот глобално што се случува, тргнав од тоа дека најверојатно ќе го најдеме. И навистина го најдевме. Посем тоа имаше при увоз, повторно се појави таква пратка која што беше стопирана, значи вратена назад, тоа е составена на увозникот дали сака да ја уништи или да ја испрати на друго место кај што ќе може да се продаде. Вие ги лоциравте тие случаи? Ние лоциравме, меѓутоа посем тоа нели почнавме секоја пратка да контролираме на граница од увоз, овде нема производство, од увоз контролираме и се појави таква пратка и моравме да постапиме според законот. Јас законот ќе го почитувам дури ваков каков што е. Значи и утре да не помине, да остане тоа, ја пак ќе го почитувам тоа. Меѓутоа, значи идејата е друга. Што ќе се смени? Еве со забраната е да влезат во самиот член вели, да влезат во Европска унија. Утре влегуваме во Европска унија, што се смени драстично? Освен што ќе јадеме ГМО храна. Што се смени, нели? Добро, сепак остава Европска унија право на избор на државата. Протести вака, генерално ќе ви кажам дека буквално овие не се водени од научна основа, него се водени од друг процес ги води и во светот се... Спорно е што само една компанија ги произведува тие ГМО семиња, се работи за Монсанто, од неодамна е купена од Баер, меѓутоа се уште држи монопол на ГМО храната. Да, и ако приметите забраните што се водат во сите тие европски држави, само еве ќе се ограничам на нив, ќе видите дека се однесува баш на МОН 810, тоа е пченка,
и индивидуално се забраните. Не се генерално за сите Ама и кај таа култури. пченка е докажано некакво штетно влијание за да постои таа И забрана. јас колку што сум информиран дека штетно влие на соседните култури. Значи, тоа. сепак остава некаков отров во земјата. Во една од статиите што ја читав, вели на земја на која што е садена ГМО семе, потоа и се потребни 6 до 10 години насади на тутун за да го испијат отровот од земјата. Дали е ова вистина, дали сте Тоа слушнале ќе го за... зборите со агрономите, не са мене. Вие лично верувате дека не е штетна? Вие би јаделе ГМО храна? Па ја и конзумирам, поготово својата, која што е во светот познато дека 85% веќе ви е генетски модифицирана. Ретко кога такви количини има да нема. Значи, меѓутоа се тоа контролирани сорти на соја кои што се одобрени и така натаму. За крај, дали ќе има јавни дебати, дали ќе сакате да го слушнете не само експертското мислење, туку и мислењето на обичните граѓани? Дали ќе ги повикате да дојдат да ви го кажат вашиот став? Дали ќе барате консензус од граѓаните или некаква согласност од нив? Вака, значи, цела работа кога се почна, имав јас и некои изјави по медиумите, уште минатата година, со наоѓањето на ваквите производи на пазарот во Република Македонија и почна да се одвива цела тема по полека да се... Имаше една трибина организирана во Стопанска комора, на која што ние беа поканети, мислам, невладени организации имаше и вакво. И тоа што рековме дека ќе слушнеме мислењето овде, за да знаеме што да правиме понатаму. Значи, тоа беше дел, покрај претходно имавме состанок на Националниот совет за безбедност на храна и после дојде таа као дебата. Ние сега, јас барем од кога сум во агенцијата одговорно лице, тоест директор, секој пат кога правиме и правилник да го работиме, го изнесуваме во јавноста и одиме во Стопанска комора и го деклариравме и една соработка направивме подобра легислатива за подобар бизнис. И таму го направивме, да, меѓутоа и невладени организации беа поканети на тој состанок и рековме кој ќе пристигнат осогласувањето во секторите за законодавство, после тоа да направиме една јавна дебата повторно, значи со веќе, затоа што не е само овој дел, има и други работи кои се поволни и за фирмите, за граѓаните. Сакаме да ги презентираме за пред да ги доставиме до владата на разгледување. Кога ќе бидат доставени? Се уште не вратен, значи, законот од секретаријатот за законодавство, за да можеме да организираме таа. Ако пристигне деновиве, ете сега ќе ви открием, размислувавме 21 да биде, меѓутоа треба прво да го добиеме законот во таа форма која што ќе го добиеме назад од законодавство. Ви благодарам за гостувањето во 1 ТВ. Ви благодарам и јас вас на можноста да објасниме некои работи повеќе. Така, јавната дебата секако ќе ја проследиме, ќе присуствуваме да видиме што мислат и граѓаните, меѓутоа сепак би требало малку повеќе да ги сфорсираме и докторите. Според мене да кажат и тие што мислат за генетски модифицираната храна. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам вас. Почитувани гледачи, тука ќе го одјавам овој дел од денешното студио 1, понатаму следат ексклузив, оној забавен дел, секако студио Мода со Сергеј Варошлија, а во вечерното студио 1 ќе ве дружи колегата Сашо Ордановски, а по него и Анета Кочишки со својата емисија Лица. Пријатно од мене и ви благодарам за вниманието.